Целта е пред нас, целта е јасна. Антикорупција 2030-та. Како најдобро да се подготвиме за предизвиците? Само со силни институции, во топ кондиција и разработена стратегија за секакви можни сценарија, вклучувајќи го и таквото со неповолна клима за антикорупција. Да видиме какви предизвици носи неповолната клима. На самиот старт, условите се Пристапувањето кон ЕУ не ни е ни на повидок. Преовладуваат подвоеност и национализам. Коалициските интереси доминираат во одлучувањето на највисоко ниво. Какви и да се условите, институциите треба да бидат отпорни и да го заштитат кадарот кој е вклучен и клучен во борбата против корупција. Клучна е соработката меѓу институциите, размената на позитивни пракси и добри примери за подобар интегритет и помало политичко влијание. Кога патот до целта е непредвидлив и не ги користиме светските достигнувања и технолошки развој во борбата против корупцијата, потребна е силна кондиција за да се победи на долгата патека. И тоа преку мотивација за надзор, превенција, детекција и санкција на корупцијата. Клучно е да излеземе оценката на партискиот кадар, кој носи одлуки во корист на приватниот интерес. Реформите ќе отворат простор за нови вработувања на кадар, отпорен на политички интереси и влијание. Намалениот економски раст зголемува бројот на иселени лица, а го намалува човечкиот капитал во јавниот сектор, потребен за реформи и антикорупција. Затоа е потребно државата да обезбеди инвестиции во образованието и повисоки плати за јавниот сектор. Кои се клучните играчи во тимот? Владата и собранието. Собранието преку одобрување на средства во буџетот, а владата преку именување на кадар кој не зависи од партиски определби. Тие може да создадат поволна клима и силни тимови за успешно да ги поминеме сите етапи. Да го зајакнеме антикорупцијскиот тим, составен од институции во топ кондиција, подготвени за антикорупција во секакво можно сценарио. Со силен тим и силни институции ќе стигнеме на целта. Антикорупција 2030-та.